Јас вкусо можам само да кажам дека од многобројните закани кои што ги добивал Борјан, кои што сум ги добивала јас, другите колеги, кои што се осмелуваат да пишуваат критични текстови кон работењето на владата, оваа беше онаа која што најмногу не потресе пред се затоа што дома синоќа беа децата на Борјан кои имаат 7 и 9 години, кои што се тресеа од возбуда, не знаеа како да реагираат, ние не знаеме како да им објасниме што се случува. Поголемата ќерка на Борјан исто така беше потресена. Мене лично, јас знаете сите веројатно дека работам во Брисел, тука сум дојдена на известно време. Мене не ми е јасно како ова може да се случува. Не ми е јасно зошто се потребни закани и зошто не може да се има диалог помеѓу сите нас за демократски диалог, за да можеме да се договориме како новинарите треба и можат да работат. Ова е стварно еден нецивилизиран начин на изразување и што е најстрашно станува опасен, бидејќи јас признавам дека мене синоќа ми беше страф да спијам дома. Многу луѓе ми викаа немој да се секираш затоа што тие луѓе што го донеле тоа, тие луѓе што го испланирале тоа се всушност кукавици и нема да минат на акти. Меѓутоа, јас тоа не го знам. Во моментов толку можам да кажам. Се надевам дека овие закани, смртни закани ќе престанат. После смртта на Никола Младенов, нашиот колега, великанот на македонското новинарство, ништо не може да не изненади со оглед на фактот што тој загина под сомнителни околности. Она што ние го бараме, нека само како редакција на Нова, туку новинарскиот пленум и се разбира, сметам сите загрижени новинари, граѓани, слободоумни луѓе во оваа земја, бараме полициска заштита за нашиот колега Борјан Јовановски. Доколку тоа не биде сторено, ќе сметаме дека постои директно соучесништво на луѓето кои го направи овој злостор со властите, односно МВР. Тоа најавивме на страницата на новинарски пленум, рековме дека ќе го фрлиме венецот пред владата. Тоа не значи дека ние мислиме дека владата го нарачала венецот, туку владата возможила амбиент, владата и институциите возможиле амбиент во кој што одредени луѓе ќе се дрзнуваат да се закануваат во живот на новинари и на луѓе кои размислуваат различно, кои пишуваат критично. Многу пати сме имале случаи на национални телевизии, на поголема група новинари се повикувало на линч, но институциите, јавниот обвинител и никој не реагирал. Јавниот обвинител сепак го предлага и го бира оваа влада и затоа овој венец со последен поздрав ќе заврши тука во владата како помена дека можеби утре некој на вистина ќе биде ликвидиран и тој товар ќе го носат овие луѓе тука.